moето srce, ljubovta tvoja. Isuse, lekuva se, neka se pretoči po moje srce, ljubovta tvoja, lekuva se. Letaj, letaj, dušo moja, na krilja ta, na ljubav ta. Letaj, letaj, dušo moja, kaj tako domo večno sta. Мир вам, ете ги тие текстови во духот, тие поуки што ги праќа Таткото Небесен. Доаѓам по тебе во таа долина на сенка смртна, немаш каде да одиш без мене. Јас сум твојот татко, вечна љубов небесен. Слава ти Господи Исусе Христе, татко, ти благодарам што и денеска и довека доаѓаш во моето срце, што ме научи како да се вратам кај тебе, да побарам прошка за сите греови, да се покајам, да ја прифатам твојата волја, да ме научиш да ги љубам сите, да им простам на сите, да не осудувам, да ме научиш духот да ме води, да бидам син Божји, Татко Небесен, син Божји, кој го води, учи, управува, обликува, возродува Духот Божји. Зборува и денеска, допреги сите оние кои се жедни за Твојот Дух, да ги отворат срцата, да те примат да се населиш во нас, да дадеш залог на Духот во срцата наши. Дали ги разликувам духовите? Што се тоа духови? Тоа е добро прашање. Имаме цртани филмови, децата ги трујат, например, новиот светски поредок. Цртани филмови со агресија, со демончиња и така натаму. Холивуд, лажната Света Гора расплодува демони. Еве стихови, а сам Бог на мирот, мир во светот нема. Да ве освети наполно се. Тој треба да те освети. И целиот ваш дух, вдахнат дух, душата и телото да се запазат без порок за доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. И ние ги направивме тие армакедонски слави, значи второто Христово пришествие, го славевме доаѓањето на Господ Исус Христос, 1 Солуњаните 5:23. Во 19 стих ни вели да не го гаснеме духот. Како го гаснеш духот? Па си тераш по свое. Не си послушен, не ја исполнуваш неговата волја. Ти ја исполнуваш својата волја. Нема такво христијанство. Кој дух да не го гаснеме? Па вдахнатиот дух, живот, љубов во нас, вечната љубов, дали ги разликувам духовите? Тоа е важен момент. Нели сатаната се преоблекува во ангел на светлината, те измамува и ти се представува за Исус, за светец. Затоа е потребно, зборува за состојби во црквите, знаете. Затоа е потребно водство во духовната војна за души во оваа долина на сенка смртна. Потребен ти е посредник, водач, како Мојсеј, како Давид, како ме разбирате, некој што ќе ти покаже. Друг препев, самиот Бог кој е извор на мир, нека ве направи целосно свети. Дали му го дозволуваш тоа, да те направи свет? Него да го слушаш, не себе си. Демони на желби, мисли и чувства. Да ја прифатиш неговата волја, да му дозволиш ова слово животодавно, да влезе во твоето срце, да те промени. И нека го чува чисто целото ваше битие, духот, душата и телото, се до повторното доаѓање на нашиот Господ Исус Христос. 1 Солуњаните 5:23. Дали ние сме свесни дека ќе дојде Исус?
ќе застанеш пред него и ќе одговараш за делата на љубовта. Реков, ми имаме 3 духовни мерки кои ќе се мерат. На крајот останува верата, надежта и љубовта. Низ тие 3 духовни мерки се мериш. Мерките на овој свет кои те влечат назад во прво, ова е во прво Коринтијаните, во прво Јованово, похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот, те мерки кои те влечат назад, те мерат за смрт. Значи, ете што сме ние дух, вдахната во душа, оживеана во тело кал. Во кал. Што е тоа дух? Нашиот татко е наречен, запишан како отец на духовите. И нашата изворна природа, вистинска природа, почетна е духовна. Земјата и материјата се отпаднат дух. Ние сме во кафез во телото на овој свет. Значи, пазете, има 2 духа. Првиот е животодавна љубов, вториот е, значи, има 2 духа на земјата. Светиот дух и духот на овој свет. Светиот дух. Првиот е животодавна љубов, вториот е смрт. Смрт без Исус. Треба да ги разликуваш духовите. Дали те води тебе духот Исусов или сам се водиш? Ако се водиш сам, тебе те води духот на овој свет. На некои луѓе сотрудници им дава способност да разпознаваат дали духот што зборува на вистина е од Бог, од таткото, Отецот или не. 1 Коринтијаните 12:10. Тоа е важен момент. Оти ако ти не ги разликуваш духовите, ти значи си слеп водач и ги водиш во јама. Имаме многу такви заедници, затоа црквите немаат сила да се борат. Тие не ни знаат да се борат и ова мала заедница сотрудници е токму затоа. Тие тоа на малак обучен центар, како да го речеш, караула, касарна, духовна, каде што се обучуваат луѓето кои сакат да се борат. Да се бориш, првен да се браниш за себе си, да ја одбраниш својата душа. Имаме неколку елементи. Исус вели, бегај од мене, Сатано, во името Исусово. Знаете, дали ве учел некој до тоа досега или не? Друг препев. На друг да ги разликува духовите, 1 Коринтијаните 12:10. Ако не ги разликуваш, ти си слеп. Слеп си во духовната борба. И ќе умреш. Тоа е важен момент. Пак ќе речам, водачи на заедници не ги разликуваат духовите. Гледаат секакви проповеди, се трујат со погрешни знаења, ќе го наполниш срцето и умот со знаења, со цитати и ти си практично натоварен, претоварен. Душата ти е претоварена и срцето и не можеш да обстанеш. Тебе единствено што ти треба, не ти треба знаење. Знаењето е да ги љубиш сите. Водачи на заедници не ги разликуваат духовите, дарови на Светиот Дух, дар на распознавање на духови. Ти мисли дека тоа е како некој подарок под некоја елка за роден ден или за нова година. Ако Исус живее во тебе и ја извршуваш неговата волја, ти си еден дух со него. Ти тогаш добиваш од него. Значи не делуваш од себе, не действуваш. Значи креваш рака, гледаш дека не слегува сила. Нема сила да исцелиш некого. Кога има сила, има сила. Значи, ако ја живееш, извршуваш неговата волја, ти си еден дух со него, прашање е како да ги разликуваш духовите самиот. Не можеш. Тоа е вавилонство и занес, те лаже духот на овој свет. Јас сум пророк, јас сум ова, јас имам дар за ова. Бидете сигурни дека тоа не е добро. Не покажува, бидејќи пак ќе ги речам тие тројца што се. Двајца јунаци. Јован, не сум достоен да му ги одврзам врвките на обувките. Апостол Павле, не сум достоен да се наречам апостол. Апостол Павле 13 глави од 25 во Новиот Завет поминале низ неговата душа, како сад. Јован е најголем, Исус вели за него, роден од жена. Нема поголем од него на земјата, но е најмал во Царството Небесно. Пазете. Дали си ти најмал во Царството Небесно или си најголем? Те сакам, Господи Исусе Христе. Тоа не е знаење техничко како да ги разликуваш духовите. Живење и водство од Исус
кој во дух би требало да живее во твоето срце. Ако Исус живее во моето срце, јас нема да се срамам, да се плашам од ништо. Јас ќе зборувам јавно за Исус и ќе велам: бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово, бре, марш. Марш во името на Исус. Македонија е земја, ја враќам Македонија во Исусова собственост. Значи, не ги разликуваш духовите. Тоа е целиот проблем на христијанството, зашто таквите луѓе ве лажни апостоли, лукави работници, свесно или несвесно, свесно работиш за сатаната или си завладеан, кои се препородаваат во Христови апостоли. И не е за чудење, па и самиот Сатана се преправа во ангел на светлината. Најчесто големите цркви ги обвинуваат овие што читаат Библија, другите заедници, дека тие се Сатаната, овие биле правите. Они воопшто Исус не го слават, они си слават народна македонска култура духовна од неолитот, антиката до денес. Напикано се и во православието, и во католицизмот, кој е копија, тоа е сатанска копија, нема што друго да се каже. Ископирани се сите богови, сите светци, си направиле своји светци, своји учители, своји светци, своја вера. Тоа е друга тема, наша и ваша вера. Самиот Сатана се преправа во ангел на светлината, се преправаат како слуги на правдата и нивниот крај ќе биде според делата нивни, 2 Коринтијаните 11, 13, 15. Се бунат, возве бунат, сакаат да го изопачат Евангелието Христово. Ние зборуваме богородично христијанство или христијанство на нашите светци. Имаш разни такви заедници, каде што не се водени од духот, препродаваат туги учења, значи готови цитати или читаат некои пророштва и гледате дека духот не е жив во нив активно, значи тие се посредник на посредник и тука е полесно да се сгреши. Можеби намерата е добра. Пазете сега, се бунат, Галатјаните 1.7, проповед од тело, плод, изопачен ум, човечки ум, без дух, зборува за луѓе во заедниците, со човечка мудрост и ум никогаш нема да стигнете до Исус. Потребно е да признаеш, како што има во еден стих, на вистина да паднеш на колена, сова се Бог, пред тој што ти е посредник. Ако е посредник на Исус, ако не е, бегај, бјагај бе, еј, дечко. Проповед од тело зборува за луѓе од заедниците во 4.6.7, Галатјаните, на синовите им испраќа духот на својот син во срцата ваши, ви го испраќа. Дали го отвараш срцето? Имаш ли место во срцето или си преполнет со знаење, стихови, цитати, чувства, мисли, демони на мисли, чувства, желби, идеи? И тогаш ти викаш: татко мој, не викаш веќе Господе, 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 да, Господе, 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 татко. И ти си дете, тоа е татко. И се менува целиот однос, се поместува, се наштимува. Како да ги распознавам, проверувам духовите? Ако живееме со дух, со Исус, по духот сме должни да постапуваме. Галатјаните 5.25. Кој се е во телото свое, ќе пожнае погибел. Кој се е во духот, од духот ќе пожнае живот вечен. Галатјаните 6.8. Значи, пазете, зборува за начин на живење. И луѓето живеат во материјалниот свет, им текнува на Исус еднаш неделно на службите или во на читање, или на овие на временски одредници слават слави. Се и се што се слави. Но царството, силата, славата, волјата е на таткото Исус. Значи, ви станавте запечатени преку ветениот Свети Дух. Дали го примаш ти Духот во срцето? Да ни даде дух на мудрост и откровение да го познаеме. Ефесјаните 1.13-17. Мораш да бараш, да жеднеш. Сега ги обработувам блаженствата, манде, на средбите од четврток, каде што се чита Библијата. Постави прашање и тоа доаѓа, тоа се како поттик да видиме дека сме ние во еден дух. Минатиот пат Ангелина постави. Ние имаме една заедница, речем, обука се врши. И кога ќе почнат повеќе да се возгордејуваат, неќе да служи, ги отпуштам. Или да формираат служба, или дека се борат сами. Зашто создаваат, го пореметуваат духот. Дух на гордост, не сака да се промени. Имаме две, например, состојби
не ќе да доаѓа на молитвени терапии, бега од силата Исусова. Значи, ни даде мудрост и откровение за да го познаеме Ефесијаните 1:13-17. Ти треба мудрост и откровение. Кнез на воздухот, односно духот кој сега действува во синовите на неверието, значи велам да дојде на молитвена терапија, бидејќи има реален физички проблем, има и психички, завладеана од повисоко начелство на демонско. Таа се исклучи од групата и таа сака да исцелува. Замете сатанска доктрина, па се јавува кај една сестра, ја труја, па друга, па зборува, па лаже, ја фативме. Наместо да дојде, јас си напишав вака: ако не дојдеш, гревот ќе падне на вашите деца. Нема каде да бегаш, нема каде да избегаш. Прашање е сега. Значи, тој действува во синовите на неверието. Бегаш од молитвени терапии, го завлекуваш цело семејство во грев. Ефесијаните 2:2. Свет храм на Господ, врз кого вие ќе се содзидате во живеалиште Божјо преку Духот. Преку Духот ти можеш само со Него. Мораш да се препуштиш, да застанеш со телото, да застанеш со овој телесен ум, со ова душа што сака со срце, похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот. Тоа ќе те однесе во гибел. На крајот ќе мора да бидеш измерен: вера, трите духовни мерки, надеж и љубовта вечна која не простира. Свет храм на Господ која никогаш не сопира, врз кого и вие ќе се содзидате во живеалиште Божјо преку Духот, 2:21-22, да ни даде сила да се утврдат срцата наши. За да ти даде сила, мораш да му се предадеш комплетно, да се прекрстиш, значи, од тихо во Исусов тихо, на крстот крвта да бидеш попрскан, го оставаш стариот човек и исчекоруваш од Египет во пустината. И треба да станеш гласот на оној кој вика во пустината, сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот. Сакаш да работиш, жеднееш да работиш горешто за Господ Исус Христос, а не се срамиш да сведочиш и тврдиш дека си христијанин. Не си христијанин. Те лаже духот на овој свет и нема да биде добро. 3 Ефесијаните 16-17 зборува за единство во дух. Едно тело, еден дух. Разбираш ли ти што значи тоа? Те сакам, Господ Исусе Христе. Ефесијаните 4:2-4 исполнете се со дух. Ефесијаните 5:18. Како да се исполниш? Затоа ти треба посредник да ти покаже, да се откажеш од себе си, да се фатиш вака и да се оставиш на крстот и да добиеш нова облека, да не бидеш гола душа. Дух, слава ти, Господ Исусе Христе. Молете се во духот, не во телото. Држеше молитви, рецитира поезија со наместен глас, демончињата се смеат. Стоп, нема веќе да правиш такви. Нема да правиш така, стоп, дојди на терапија, ја напушти заедницата. И сега уште сака да се моли, да ги размножува демоните. Пазете сега, заедништво со духот, Филипјаните 2:1. Макар само да сум одсутен со телото, апостол Павле зборува, односно духот, со духот сум при вас, Колосјаните 2:5. Биди свесен дека е тој тука, те гледа. Евангелието не дојде само со слово, туку во сила. Тој е целиот момент и во светиот дух. Го примаме словото со родот, со радост во светиот дух. 1 Солуњаните 1:5-8. Петиот стих: не гаснете го духот. Не гаснете го духот, 5:19 Солуњаните. Осветување од светиот дух, 2 Солуњаните 2:13. Тоа се состојби. Мораш да му го дадеш срцето, да се насели во тебе, да го исчисти, да излезат од твоето срце состојби. Да ги исчекориш тие духовни чекори на духовна врска. Татко на небесата и дете на земјата, да ти покаже како да се родиш во љубовта, да се родиш во духот, бања на преродување и обновување во светиот дух, Тит 3:5. Пази, да му се покориме на Отецот на духовите, па да бидеме живи. Разбирате или не? Евреите 12:9. Или ако добивме друг дух,
Кого не сме го добиле? 2 Коринтијаните 11:4. Тоа е погрешна поука. Погрешна поука по некои доктрини кои се направени пред 400 не знам колку години. Се преповторуваат истите учења, се гледа, се прави сега и со Дерек Принс лично. Значи тој што добивал тогаш било добро и сега они го прераскажуваат со телесен ум наместо духот да продолжи нив да ги води. И се прави идолопоклонство кое е почеток, причина и крај на секое зло. Да му се покориме на Отецот на духовите па да бидеме живи. Евреите 12:9. Или ако добивме друг дух кога не сме го добиле. 2 Коринтијаните 11:14. Примање на некаков друг дух, лажни апостоли се служат со измами, се преправаат во апостоли на Христос и самиот Сатана може да се преправа. Глуми дека е овој христијанин научил стихови во ангел на светлината, 2 Коринтијаните 11:13-14. Тој ни вели да ги испитуваме духовите и они ги проверуваат, читаат. Што читате, бе, луѓе? Словото е дух и живот, не го разбираш, ти треба тој ангелски јазик некој да ти го преведе. Се вели да ги испитуваме духовите, да не го примаме духот на овој свет, туку Исусовиот дух на вечната љубов. Знаците се овие, кога ќе слезе духот, ќе викаш татко. Татко ќе викаш, ќе се смени тој однос и тоа многу значи. Непрекинато ќе сведочиш, ќе го славиш Господ Исус Христос. Нема да можеш да сопреш да зборуваш за Господ Исус Христос. Нема да се срамиш јавно да зборуваш. По делата ќе ги познаете синови човечки и синови Божји. Две категории има. Ако си ти син Божји, треба сите да го знаат тоа. Сите. Слуги на Духот, Исус 2 Коринтијаните 3:6-8, да му предадеш се, он да те води, учи, действува. Само Духот знае што има во човекот. Кога си еден дух соединет со него и ти знаеш, разликуваш во него, ете така ги разликуваме духовите. И еве го тој стих, залог на Духот во срцата наши. 2 Коринтијаните 1:22. Дали ќе му дозволиш да биде полна возраст? Светиот Дух живее во мене, Исус, и не си припаѓам само на себе. Тоа е позицијата, значи припадноста. Со Духот сум измиен, осветен, оправдан. 1 Коринтијаните 6:11-19. Но дали ти тераш по својата воја, со Духот на овој свет или по неговата? Духот продира во се. Со Духот сум измиен, Духот продира и во длабочините Божји. Што има во човекот, никој не знае, освен Светиот Дух. 1 Коринтијаните 2:10-14. Самиот Дух му сведочи на нашиот дух дека ние сме чеда Божји. Те сакам Господ Исусе Христе, 8:16. Кај беше тоа? Дека дали сами ги разликуваме духовите или сме во еден дух со него и самиот дух ни сведочи кои сме и што сме. И нашиве знаат, ќе постават прашање, по неколку дена слегува одговорот. Во вакви текстови, значи не зборувам јас, тој зборува низ мене, тоа е тешко да им го објасни како слегуваат на некои луѓе, христијани се, ама намерата е добра, но немаат дух, немаат сила. Ете, тоа е целиот проблем, како духот да му дадеш водство, значи, еден во Пиринска Македонија од клубот во Благоевград рече, Светиот Дух, ние сме автобусот, колата, Светиот Дух е шоферот, тој треба да седне и да не вози. Ете, тука е убаво кажано. Господе ги благослови македонците во Пиринска Македонија и бугарските политичари да се покајат, што ги негираат македонците и грчките и албанскиве, што сакаат да направат голема Албанија со пари од дрогата. Се прави идолопоклонство кон нивниот народ, зашто правата на сите други ги нема. Не може во Македонија да има човекови права над правата на се, а македонците во Албанија, во Косово, Грција, Бугарија немаат основни човекови права. Ете, тоа е духот на овој свет, заробува цели народи во проклетство, кога негираш ти некога, не го љубиш.
Цели народи се фатени во сатански стратегии. Татко, во името Исусово, те викаме, те повикуваме во името и да слезеш, Твојата сила да слезе во секој еден од нас, да не исчисти, да не освети, да не исцели во свет целив. И велиме и денеска не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи, во нашата заедница со трудници. На Македонскиот полуостров, на секаде, го враќаме Македонија и Македонскиот полуостров ја враќаме во Твоја собственост. Бегај од нас, сатана, во името Исусово и не враќај се повеќе. Тоа е заповед, мораш да послушаш. Од земјата до небесата, љубовта Исусова да не преплави. Амин до Божиот царство небесно. Амин. Оставам се земно, Исусе, и љубам со Тебе, о Исусе, душава моја, Тебе ти припаѓа, дојди земи ме, летај, летај, душо моја, на љубовта.